Ревитализација на цвеќињата што ги имаат и нивна подготовка за зимски период. Истовремено корисна употреба на пластичните шишиња и представување на книгите кои ги имаат добиено, а кои ќе бидат дел од новата библиотека. Така денеска ги затекнавме учениците од подрачното училиште Даме Груев во Долно Оризари. Заштитата на растенијата што ги имаат е составен дел од активностите во рамки на проектот за заштита на животната средина што се реализира во ова училиште, вели Илија Карвалевски, директор на училиштето. Тој проект е главен проект на училиштето и ние овдека го реализираме во рамките на нашата средина во Долно Оризари, а инаку во рамките на училиштето тој тече и понатаму и некаде главната презентација на целиот проект ќе биде за патронатот кој е на 23 декември. Секој година на денот на дрвото во кругот на училиштето засадуваат дрвца и растенија, но тоа што немаат заштитна ограда има своји последици. Денеска ја покажаа библиотеката. Ова е новина во училиштето реализирана со помош на родителите. Досега немало организирана училишна библиотека. Проектот го сработија во рамките на месецот на книгата. Овие лектири тука се дел од централното училиште, така започнавме, бидејќи мораше од нешто да се почне. Другите книги имаме донации од наставници и од родители, се надеваме дека ќе имаме се уште во иднина уште донации на такви лектири, нешто купуваме самите од средства што ни стигнуваат од наши фондови што си ги имаме. Се надеваме сега оваа акција беше и за донирање на книги или средства за книги, па во иднина да купиме уште повеќе. Сега ги имаме сите лектири за сите оделенија, барем по неколку примероци, но сепак за да функционира една библиотека мора да имаме повеќе, барем 10 примероци, за да може децата навремено да ги добиваат лектирите. Отворени се за нови донации. Книгата постои за да се чита. И бојасувањето на контејнерот за смет и блиската бандера имаат своја двојна функција. Освен што изгледа убаво, само боите можеби ги тераат возачите да ја намалат брзината на движење. Правењето лежечки полицајаци или поставување сигнализација ќе биде дел од некој друг проект во некое следно време што ќе треба да го реализираат со општината, од каде како и другите училишта се финансираат. Се може да се стори кога има заинтересираност, акција, вели директорот Карбалевски. Видовте и сами колку имаат направено, колку имаат уредено и еве ги гледате тука зад мене на дело како работат, со колкав ентузијазам, гледате и на нивните маички, тоа сето сами го правеа и еве ги и сега прават. Патрониот празник на ова училиште е декември, а до тогаш ветија ќе реализираат уште проекти, кои ова училиште ќе го донесат до повисокиот стандард, оној европскиот.